Здраво со нов подкаст. Денес на тема која што е актуелна во ек на пандемијата, а таа е односот на организираните религии и уставно со нивната уставна загарантираност како институции во Македонија. Темата е нивните испади во јавноста и односот кој што го имаат како поединци во јавноста, нивниот однос во медиумите и така натаму. Денеска со нас е Радан Митровиќ. Радан, здраво. Здраво. Радан е познат по повеќе работи и го повикав за да коментираме тоа, бидејќи често се јавува во медиумите. Познат е по Скопското астрономско друштво. Мислам дека веќе нема човек кој што не го познава и друштвото, и Радан по тоа. Се занимаваш исто со астрофотографија, дописник за астромагазини, наблюдувачка астрономија ти е една битна тема. Така што јас би кажал дека не е само во екот на пандемијата ова што се случува. Значи, во еден подолг период, јас имам чувство дека веќе на сите им е јасно дека овие, јас би ги нарекол, упоришта на МОК, имаат и доста големи материјални богатства кои што се овозможени не само од денационализацијата, туку и нивната неставање во одредени фискални рамки. Па фалат одредени закони за градба на верски објекти. Така што имам чувство дека се толерира тоа од властите и одредени испади кои што се прават едноставно не се правно процесирани. Зошто, Радан, сметаш дека ова се прави? Значи, може да има различни причини и некако како привилегиран статус да имаат овие луѓе во јавноста, но и генерално овие имагинарни заедници, да ги наречеме. Како би го коментирал овој, да речем, феномен, иако не би сакал да одиме на феноменолошки појави, да речеме? Така, после падот на комунизмот или социјализмот, како да го дефинираме, во бивша Југославија, каде што наводно религија била супресирана на некој начин, што не се сложувам. Јас сум дел од општеството кое имам години доволно и знам дека религија не била супресирана, него била ставена на нејзино природно место, онака како стои После падот на комунизмот, политичари во овој регион многу брзо разбрале една многу јасна формула, дека ако сакаш да бидеш на власт, мора да се водиш со религија. Затоа што овој народ е подоста традиционален и верски настроен. И тоа баш не во она права смислена вера. Кај нас вера никогаш не била прифатена во нејзин прав смисел, него кај нас вера била прифатена како повеќе средство за плашење и за држење на народ под некаква си контрола. Така да, вие го прашате денеска, пример од 10 верници да ви каже некој цитат од Библија или некој релевантни, нема да ви каже. Тоа знае дека треба се фарбат јајца на Великден, дека за Ускрс треба да се направат овие обреди, за Свети Никола треба да се прави постно, за Свети Аранџел треба да се прави брсто и толку. Он не знае пример ништо од религија. Не го интересира ни за Адам, ни за Ева, ни за Каин, ни за Авел, ништо не ги интересира тие детали. Они знаат тоа, ја викам тоа, више некоја си вера која се придружува само до верски обреди, каде што воглавном има иче и пиче, каде се некои си телесни задоволства, додека она права вера која што може и требала да биде, која веќе тука, се избегнува. И политичари сфатиле дека тука е златна колка. Ако сакаш да освоиш гласови, ако сакаш да бидеш на власт, мораш да бидеш со припадниците од условно својата верска група. Така тоа го сфатиле и овие кај нас, православците условно речено, така ги сфатили и овие во албанците во албански корпус, дека ако сакате да видите, само дружите се со своји верски лидери, тие кои ве подржат, вие гарантирано добивате избори. Ако не ве подржат тие, нигде нема да добиете, барем не во овие западно-балкански простори.
Но не се случува тоа само кај нас, и во Хрватска се случува исто, и во Полска, кои се членки на Европска унија. Но, меѓутоа, овој период треба да се издржи, сигурно ќе трае уште можда неколку декади, али сум сигурен дека тоа ќе им помине, еден ден ќе разберат луѓето дека децата им одат во оние земји каде што вериве и не се толку интересни. Сега, тоа е интересно кај нас. Кај нас верата, што најлошо, кај нас верата и овие верски лидери, колку ја можам да приметам, во главном не зборат, слушате, наша вера е добра, наша вера е оваква, наша вера е оваква, ние сме правите, него главно служат за одбрана од оние другите. Тие ќе не нападнат, ние мораме да бидеме православци, зашто ќе дојдат муслиманите, па ќе не муслимизират. Исто го викат и он таму. Ние мораме да бидеме муслимани, да се држиме заедно, ако не се држиме заедно, оние ќе не нападнат, со нивно и ќе не асимилират. И тој некој страф, некоја си асимилација, која по мене, чак и позитивен процес, асимилација, доколку не е насилна, нормално. Асимилација е сосема добар процес, сам себе се дам за пример, ја му доаѓам на некоја си, по некој си конвенција од Србија, од српски родители, ја би требало да бидам србин. Меѓутоа, за многу луѓе сум зачувувања, не сум, се изјаснувам како човек на оваа планета или космополит. И мислам дека сум поприлично добро асимилиран во ова општество македонско и почитувам сите правила, или мнозинството, не сите, да не бидем баш анџел, мнозинството од правила кои оваа држава ги бара од мене. Така да, асимилација за мене е сосема едно, да кажеме, пристојно однесување, доколку се наоѓаш во друга средина, да почитуваш закони на друга средина. Меѓутоа, кај нас асимилација се смета во главном са негативно, дека некој ќе дојде со оружје, па ќе те претвара на овакво или онакво, што е некој можда коренет исконски страф од нешто. Вера како вера можда и не е толку лоша, меѓутоа кај нас е до толку искварена од нашите верски лидери, што е непрепознатлива и мора да признам кај мене буди само чувство на гадење, ништо повеќе. Ништо ни помалку. Има еден друг момент тука, кој што се однесува на луѓето кои што себе си се третираат, еве лично јас како атеисти, како и атеист, но исто така и луѓе кои што си велат дека се исто и агностици, нели, нешто што не можеме како вредност да го процениме, но тоа ми е на една скалило подоле. Кирил ми се извинам, Кирил, малку ми се укочи, ќе мораш прашање повторно да ми го поставиш. Поентата сакав да кажам е дека во Македонија, значи во последниве 20-30 години, за атеисти, за агностици многу малку се зборува како некакво активно малцинство, и сакав да кажам дека иако, да речеме, кај агностиците онаа идеја дека не може да се вредносно оценат судовите дали нешто постои во метафизика или така натаму, сепак ретко среќавам луѓе кои што се определуваат како атеисти, отворено да го зборуваат тоа, и тоа ми е некако симпатично, бидејќи за разлика од атеистите, да речеме, кои што јас не мислам дека се малку во Македонија, на линија на тоа што го кажа дека луѓето не знаат да цитираат ништо од Библијата и други пракси, не само за христијанството, туку дека и фактички кај политиката, еве тоа што го кажа, кај политичарите, они на една крајно банален начин мафтаат со тоа, не знам, приватно однесување, значи одат во цркви, се молат, прават некакви ритуали. Сакам да кажам нешто за атеистите и за нив не им треба охрабрување, да речеме, на мене не ми треба охрабрување, туку има еден подценувачки, доминаторски однос на овој, да речам, систем на, како да речам, јас имам чувство дека тие се дури на власт религиозни поглавари, иако они не се условно во влада и така натаму, но со нивната материјална репродукција, со тоа што влијаат врз, не знам, еве, гласачко тело и така натаму, ги потиснуваат и овие што се, да речем, убави струи, каде што нешто може стварно разумно да се чуе.
Вака, мене ми изненади пред пар месеци зборев се еден мој многу добар пријател кој работи во една сега више голема приватна компанија, не се имена затоа што ќе се препознае, а и може некој да го препознае, кој е атеист. Кој е атеист, меѓутоа ми кажа дека таму кај што он работи, доколку им каже дека е атеист, не дека ќе го исфрлат, него и не дека тоа претња што е полошо, не е тоа претња од неговите шефови, не се чувства притисок од неговите шефови, директори, него баш напротив, од неговите подредени. Значи, неговите работници нема да имат него. Дека нема да слушат ако тој им кажува дека Бог не постои, дека Јас и знам, јас сум еден од тие фрикови кои ќе кажеш на луѓе дека си атеист, дека многу од верниците не го разбират концептот на атеизмот. Значи, они се до толку, ајде да кажеме, не може да кажем необразовани, него немаат тоа чувство да разберат што е тоа атеизм. Они мислат дека тоа сатанизам, дека ти не веруваш во Бога, ти веруваш во Сатан. Па им е така полесно да те разбере. И затоа нас многу често кој ќе ми каже дека ти Сатан. Па човече, ја не го признам ни Господ, никаква ни концепт на религија, ако е цело купче тука и Господ и Сатан е во исто купче, тоа се на надвор. И они не може да го разберат дека ти живееш слободно и дека можеш да размислиш со своја глава и да ти можеш да решиш да правиш што сакаш во живот, без да имаш страх од тоа дека ако сум јадел, кога било мрсно, дека ќе идем во пек. Или дека можем да оженам и жена од друга вера. Или не дај Боже да водам љубов за време на постите. Боже мој. Така да, тоа некако, затоа ке нас, ја баш понекогаш мислам дека баш напротив, дека нашите вери се длабоко во својата срж сатанистички вери. Затоа што да, баш се сеќавам, мислим, се изгледа смешно, ама е. Тие прво нигде јако не се пуна уста име со вера, љубов и надеж. На секоја прилика која може да го покажуваат наследство. Еве сега да кажеме за пандемија. Доколку не ни дајете 150.000 евра, ние ќе ги повикаме на нашите служби. Ова не го направите, ние ќе го направиме, ние ќе ги повикаме везде. На крајот беше толку се да знаеш што го отструга некој си таму нивен, ја више не ги знам. Докато што се организираше прошетка епидемија во тек, забрани на движење се во тек, и он излегува со еден таков да ти кажем сатанистичко, на јас сум Бог за вас, ништо е влада за мене, ништо не е така. Така баш ми е гајле вика што ја не сум ги викнал луѓе во вика тие сами си дошли. Многу арогантен стан, мислим, толку сум разочаран од нашите државни власти што им дозволија на верите, ама знам дека се длабоко врзани со нив, тие се во една повратна спрега, нати го, дај ми го, вие мене гласови, ја вас пари, и други работи, бенефити, вие мене гласови, јас ќе ви дозволам да правите црква таму кој што не треба да биде или џамија, што го да е. Така да, длабоко во себе мислам дека тие се прво се агресивни, не шират ни љубовни вера, уште помалку надеж, со нив немаме апсолутно никаква надеж. Јас сум се повеќе и повеќе убеден дека во оваа држава, ако нешто испарува, а тоа е, значи више немаме ништо во оваа кутија Пандорина, и таа надеж што останала веќе длабоко почнала да испарува, немам више никаква надеж за ова. Единствено што ми е жал што немам 25-30 години и да можам да си основам семејството многу подалеку од оваа држава и од овие региони. Мислим дека немам апсолутно никаква носталгија. Јако сум тука, немам носталгија кон овие простори. Радан. Да сум негде надвор. Како? Радан, нешто спомна за тие затворени како простори каде што делуваме само со нашето месо, со нашата идеологија, не се мешаме со другото месо, со другата идеологија. Мислам, сите познаваме луѓе кои што имаат такви бракови, кои што се меѓународни, да речеме, помеѓу повеќе народи, со различен бекграунд, кои што се од различна религиозна исповест
и тоа стварно е малку смешно и дури трагично. Дали се работи за, не знам, за испуштени, да речеме, рамки, нека овие лидерите, бидејќи кај нив една невидена затуцаност прави тие уценувачки односи кон државата, ние ќе направиме ова, ако не направите тоа, ако не направите вака, ќе направиме така, тоа на ништо не личи. Дали се за образование во поширока смисла кај, да речеме, луѓето кои што се верници, кои што не да се третираат со на либерална максима на толерантност, туку на, така да речам, поширока свесност во однос на тоа што се нарекува другиот. Бидејќи јас сум убеден, имам чувство дека и ти, ако не сме разговарали на тоа, дека социјалната позиција ја определува свеста на поединецот, а не е обратно. Тоа значи социјалната позиција е во смисла материјална. Тоа што те обкружува, твојот бекграунд, твојата материјална стоиште и така натаму, ја определува твојата свест. И доста често кога разговарам со луѓе, они викаат сосем обратно. Прво постои свест, па после тоа врз основа на тоа што би коментирал вака? Па, ние сме, како што ви кажав во старт, кога се распадна Југославија и кога падна комунизмот, нашите политичари, како што ви кажав, се длабоко се врза со религиозни делови на општеството, тоест и нивните врховни лидери таму, како и да се нарекуваат, и тие што направија место да зајакнат некое си граѓанско општество во државата, тие направија верско образование во школото, па за тие што као наводно не сакаат да учат верско образование, имаат некое граѓанско општество, се колку што има искуството, се длабоко осудувани во своите средини. Така да, или па не можеш да го упишеш затоа што немали професор во граѓанска општина, а попили оџаси кои ќе се најдат за да ви држат предавање. И после 23, скоро 30 години од такво образование, ние немаме апсолутно никакви показатели за некакво соживот и толеранција во општеството. Напротив, ние денеска имаме тепачки во автобуси на македонци и албанци во каде што се само не се пропагира толеранција. Јас сум убеден дека на тие часови не се толеранција, не се повеќе толеранција да се збори класови, каде што ќе се збори за толеранција, но каде што настан кој ќе се случи нешто што е, да кажем, меѓунационален сукоb, нема да, како сега што правиме, да ги браниме нашите, у старт. Ние сме македонци, ние ќе ги браниме нашите, овие се албанци ќе ги бранат нивните, и тоа ќе биде толеранција. Не, тоа не е толеранција, за да се разгледа што е тој сукоb, да се види кој го започнал и да видиме ако е еден крив да се осуди, кој не, ако се двајца криви, двајца да ги осудиме. Вообичајно за танго се потребни 20 за да во случајов сигурно кој ќе се степа таква група на албанци и на македонци, по мене нема шанса да тука да се излаже со некоја банална идеја приказа тој прв почнал, па ние сме се степале заради тој што прв почнал. Тоа е само доказ дека образование не ни функционира, дека нашето образование не функционира. Ние не збориме за толеранција на верски настави. Напротив, како што кажав, кај нас верите не служат да зборат како ние треба да бидеме како колектив добар, него покажуваме маните на оние другите, ги увеличуваме за да покажеме како тоа може многу повеќе да се разбере. Меѓутоа, корен на целото ова наше пропаѓање, и мислим дека тоа тешко ќе се излечеме, е образование во школото. Тоа треба под број 1 да се исправи. Верско образование апсолутно да се тргне, нема никакво верско образование. Доколку јас сакам да моје дете учи било што за вера, црква и џамија, ќе кажам, черо, изволте, ти имаш црква, имаш џамија, имаш синагога, јас ќе те однесам, ќе те донесам, седи учи. Во оваа куќа моја нема да учиш за верско образование, доколку моја ќерка не може да забрани, доколку избере било која вера. По мене најпогрешен пристап би било да се забранат верите. Jer тоа го направија комунистите, и гледате што ни се случува сега.
Верава се најдобро преку децата во образование, ако ти го научиш дека вера е насилна, дека е нетолерантна, дека тоа што јас ги јадам фарбани јајца за велиде, ама тоа што ги фарбаш јајца за велиде не значи дека треба да поништуваш друго било кој, дека од вера имаме нетолеранција кон малцински групи, било која, дали тоа била ромите, дали тоа биле геј популација, дали тоа била дебели или мршави, што и да е. Значи, тие секогаш во длабоко во себе се, затоа што се ќе ви кажеме нешто многу, мислам за мене е многу битно. Разговарајќи со луѓе што се верници, и тоа не е длабоки верници. За жал, длабоки верници се не можам да најдам баш многу кај, како се вика, православна религија, ајде да кажем, мусулманска религија. А и кај наче тоа го тие не ги разбират луѓето како поливалентни битија. Значи, јас мора да видам, ако сакам да те разберам, можеш да бидеш, јас сум Радан Митровиќ, ја мора да бидам православец. И ако не сум у кутија кај што е православец, они мене не ме разбират. Као да не постојам. И цело време се обидуваат да ме стават во така. Јас мора да бидам, јас што е тоа исто, едно како да го разберам. Или, овој човек е, да кажеме, геј, некој си. И сега, не може тој како, но они немат кутија, они имат машко, женско, и треба тие две кутии можеш да се спарат. И тие може да живеат заедно. И ти сега ќе кажеш, чекај, они немаат концепт, они немаат кутија за тоа. Они не го разбират сега, концепт не го разбират. Дека луѓето со ист пол може да се сакат и сакат да живеат заедно. Не е нормално. И јас не сум нормален. Ја не си разговарам со еден, ајде да кажем, банец, и за мене ми тоа има Радан, малку линкот не е добар. Ме запрепасти што тој човек го сметам за еден, ајде да кажеме, малце по-нормален, да кажеме, необразовани, ама така, по-мирни. Мртва да ми каже, че се одргнем онези и ќе убија. Така да, ето до кај сме ние. Значи, зборам за први век, не се случило тоа пред 100 години. Така да, мене ме тоа запрепаси, да ти кажам, да некој може да биде убиен само заради тоа што не е припадник на негова вера, па дека му и тоа најроденото. Што би ми правил мене, утре кога ќе почне да не биде како можеш мислити. Така да, се додека им дозволиме на овие да не разделуваат, тоа е.